Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во нова епизода од серијалот Медицинско капче. Утро во тема полицистични јајници. Што се полицистични јајници, какви симптоми развиваат жените кај кои што се дијагностицирани и како се лекуваат. Статистиката вели дека околу 5% од сите жени во светот се со дијагностицирани полицистични јајници. 33% од нив страдаат од прекумерна тежина. Каде да се обратат и има ли начин на кој што се третираат? Дали проблемот со забременувањето може да се детектира токму во синдромот на полицистични јајници? Утрово на оваа тема зборуваме со доктор Надица Божиновска-Димова, специјалист по ендокринологија од приватната болница Аџибадем Систина. Доктор Божиновска, добар ден. Добар ден, добре ве најдови, благодарам за поканата. Темата денес полицистични јајници, статистиката е запрепастувачка. Веројатно ние ја како Македонија ја следиме оваа статистика. Какви се бројките овде и од она што може да се види по медицинските истражувања дека се повеќе млади жени страдаат од полицистични јајници? Ајде најпрво за самата дијагноза, како се детектира и кои се промени физички и секако психички се јавуваат кај жените? Комплексно прашање, ќе се обидам да го кажам накратко. Полицистични овариуми или како што е целото име полицистичен оваријален синдром, како што преферираме ние ендокринолозите да го нарекуваме, еден комплексен хормонски дисбаланс кој што како што кажавте е многу застапен. Она што статистиката мене ми е најфрапантно е дека дури 70% од пациентките се недијагностицирани. Инаку полицистичниот оваријален синдром означува хормонски дисбаланс во кој што телото најчесто излачува поголема количина на машки хормони, се јавуваат нередовни менструални циклуси и на ехо може да се видат мали цистички на самите јајници. Доколку се исполнети два од овие три критериуми, се смета дека се доволни за да се постави дијагноза кај некоја жена дека има полицистичен оваријален синдром. Меѓутоа, овие бројки навидом личат многу едноставни, може да влијаат практично на целиот аспект на животот на самата жена, како од репродуктивното здравје, така метаболното здравје и секако психолошкото. Најчестите симптоми се зголемена влакнавост, акни по телото и по лицето, може често да има мрсна коса и опаѓање на коса која што е многу специфично, затоа што подразбира опаѓање на косата андрогена алопеција, викаме опаѓање на косата околу залистоците. Она типично што е за мажите кога почнуваат да келават. Главен стигмат секако се нередовните менструални циклуси. Се нередовни може да бидат од еднаш на 50 дена до еднаш годишно. Она што е многу важно, доколку некоја девојка ги има било кој од овие симптоми, дека треба да се доиследи. Не е тоа нешто што само од себе ќе помине, не е нешто што треба да се занемари, него треба да се доиспита, затоа што ПЦОС, како што е кратинката, е практично главната водечката причина, односно за неплодност кај девојките, затоа што самиот синдром означува нередовни овулации. Тоа во превод значи отежното забременување. Така. Ги спомнавме надворешните симптоми кои што ги имаат влакнавост, зголемена телесна тежина. Кажете ми како се лекуваат полицистичните јајници? Во 2/3, меѓутоа се смета и повеќе по некои статистиките. Една од главните причини е инсулинската резистенција. Инсулинска резистенција е состојба во која телото станува неосетливо на инсулинот и панкреасот е приморан да лачи значително поголеми количини на инсулин. Ова доведува до една цела низа на метаболни промени со кои што нема да ви го трошам времето, меѓутоа меѓу другото, како мимикрија ги стимулира јајниците да лачат повеќе машки хормони. Тоа значи дека она што порано се сметаше дека е исклучиво гинеколошки проблем, сега знаеме дека е еден мултидисциплинарен проблем и во многу од случаите почетокот на терапијата подразбира корекција на таа инсулинска резистенција. Таа инсулинска резистенција е доминантна кај девојките кои што имаат зголемена телесна тежина, меѓутоа не е исклучиво само кај нив. Тоа значи дека ендокринолошкиот третман е не секогаш директна корекција на хормоните, многу често почнуваме од самата првиот чекор на каскадата. Доколку ова не е доволно, се преминува кон лекови кои што ги блокираат машките хормони и последната опција се контрацептивите кои што морам да кажам од искуството во секојдневната пракса се уште едно големо табу во Македонија. Така. Кои се причините за појава на полицистични јајници?
освен или генетскиот фактор, може ли да се стекне во текот на животот такво нешто? Етиологијата е се уште една голема мистерија, меѓутоа имајте во предвид дека дури во 90-тите се поставија официјалните критериуми кои што ги користиме денеска за дијагноза на полицистични јајници. Тоа е едно релативно нова работа, иако ја има во природата во секој животински вид и постои веројатно од почетокот на општеството. Меѓутоа етиологијата е непозната. Она што знаеме е дека статистички зачестено се јавува кај девојки кои што имаат членови во фамилијата со тип 2 диабетес мелитус и секако девојки кои што имале мајки со полицистични јајници. Најчесто првата презентација е со почетокот на адолесценцијата, меѓутоа апсолутно може да се јави во било кој дел во било која возраст од во репродуктивниот период на жената. Која поставува дијагнозата? Дали се случува гинеколог да забележи нели на ехо дека има проблем со полицистични јајници или сепак ендокринологот е тој кој што го кажува последниот збор во дијагноза? Најчесто првичната дијагноза ја поставуваат самите гинеколози, меѓутоа она што е важно е соработката. Затоа што најчесто комплетниот третман се добива мултидисциплинарно во соработка со ендокринолог и гинеколог. Тоа е она што ние доста го практикуваме во нашата болница и сметам дека е на голем бенефит на самите пациентки. Затоа што треба да им се објасни што е проблемот, да се опфати од сите страни за да може да го добие правилниот третман, особено ако се работи за проблем со неплодност. Како се лекува? Еве, имате пациентка со дијагностицирани полицистични јајници, без разлика дали е дијагностицирана од страна на ендокринолог или на гинеколог. Што се треба да се направи и дали на крајот сепак имаме успешни приказни, нели? Се менува прво надворешниот изглед на пациентката, па секако потоа доколку има проблеми со забременување, се решава и тој проблем. Секако дека има чар. Оно што сакам од старт да го ставам јасно, нешто што е голема заблуда, тоа е дека како и повеќето ендокринолошки состојби, полицистичниот оваријален синдром е хронично состојба. Че не може ние да дадеме таблетка како инфекција антибиотик и тоа да се реши, него е потребен долготраен пристап, долготраен третман кој што ќе ни даде долготрајни добри резултати. Гинеколозите најчесто на репертоар, јас не сум гинеколог, меѓутоа најчесто ги имаат контрацептиви, кои што дефинитивно даваат редовни менструални циклуси, воспоставуваат баланс. Меѓутоа ако се работи за обезни пациентки кои што имаат инсулинска резистенција, тука веќе во голема мера во прв план доаѓа ендокринологот, затоа што работата со овие девојки е навистина предизвикувачка, меѓутоа крајните резултати се одлични и не даваат стимулација да работиме повеќе, затоа што пациентките на крајот го добиваат она што го сакаат, а тоа е детенце. Тоа подразбира, значи третманот би бил ако дојде обезна девојка која што има акне, која што има зголемена влакнавост, прво на што работиме инсулинската резистенција и губитокот во телесна тежина. Сега губиток во телесна тежина и инсулинска резистенција се работи кои што не се решаваат од денес за утре, затоа е потребно време и трпение. Доколку имаме соработка, за 6 месеци до година дена постигнуваме навистина добри резултати во зависност од тоа да речем во која фаза е во животот и колку брзо сака да забремени, доколку е тоа проблемот. Меѓутоа оние пациентки што доаѓаат на преглед рано, околу 20 години, кои што сме ги дијагностицирале, сме ги етаблирале дека се со полицистични јајници, понатака ги следиме на 6 месеци до 1 година. Меѓутоа кога од старт ќе се почне терапијата која што им одговара и таа се практикува до крајот на нивната репродуктивна фаза, тие девојки се веќе многу добро поконтролирани, имаат многу помалку несакани ефекти. Дали тука завршува лекувањето, нели се даваат контрацептиви, се раѓа дете и тука завршува практично приказната. Дали овие пациентки понатаму остануваат дел од системот и примаат лекови до крајот на животот? Тоа е интересно прашање, конкретен одговор немам, затоа што е многу индивидуално. Кај некои пациентки после пораѓајот едноставно менструалниот циклус само од себе почнува да се регулира и така се тера. Има одредена помала група на пациентки кои што после бременоста знаат да се влоши. Воопшто немаат цела година менструални циклуси. Потребен е индивидуален пристап, дали ќе се дава хормонска терапија, дали ќе се дава терапија која што блокира машки хормони или терапија конкретно центрирана на инсулинската резистенција, тоа е веќе одговорност на лекарот. Меѓутоа дефинитивно сметам дека треба мултидисциплинарен пристап. Она што е многу важно е дека во денешно време не се вклучени само ендокринолози и гинеколози, затоа што оние пациентки кои што се обезни, кои што имаат многу ризик фактори, имаат долгорочни здравствени ризици од типот на развој на тип 2 диабетес, кардиоваскуларни заболувања, замастен хепар, зголемен холестерол во крвта,
И она што ние веќе го зборувавме, мислам дека во Македонија многу постои некој зид за одбрана, тоа е психолошкиот аспект. Така. Млада девојка која што има акне или која што има зголемена влакнавост, која што е видлива на лицето, која што е обезна, е девојка на која што најчесто и треба психолошко советување. Меѓутоа, тие девојки прво многу ретко доаѓаат на преглед, затоа што се стигматизирани од општеството. И најчесто резултатот кај нив е екстра внесна храна како резултат на стресот, што само го влошува полицистичниот овариален синдром. Така да мултидисциплинарниот пристап треба да се прошири многу од само гинеколог и ендокринолог, за да може тие пациентки правилно да се следат, секако повторно, индивидуализирано кај оние кои што има ризик. Дали се случува да вие, вашите пациентки, потоа ги препраќате на нутриционист? Еве, свативме од одговорот на прашањето дека психолог или психијатар треба да се вклучи понатаму. Меѓутоа, дали е тука и нутриционистот вклучен за намалување на телесната тежина покрај останатите проблеми? И колку тоа практично влијае на решавање на проблемот со полицистични јајници, доколку се реши исхраната, практично се смени начинот на живот? Промената на начинот на живот кај 80% од пациентките е правилниот лек. Нутриционистите тука се секако незаменливи, затоа што таргетизирана исхрана за одредена пациентка која што има одредени метаболни нарушувања или само зголемена телесна тежина, ако таа пациентка ја практикува и се држи во наредните 10-15 години, успехот ќе биде загарантиран. Така. Спомнавте рана диагноза. Кога се забележуваат првите симптоми надворешни кај жените кои што имаат полицистични јајници? Има ли некоја долна граница и дали имате пациентка кај која што е истекнат полицистичен јајник, нели родила дете, па после известно време се појавиле полицистични јајници? Првите симптоми се јавуваат во самиот пубертет со првиот циклус. Нели сега кај сите девојки генерално не дека првиот циклус доаѓа веднаш за месец дена, вториот треба време додека тука сме малце попопусливи, во нас потрпеливи, чекаме да видиме, му даваме практично шанса на јајникот, на јајниците да работат. Освен ако пациентка нема некои драматични симптоми од типот на андрогенизација. Во тој случај се прават дополнителни исследувања. Имам и доста пациентки кои што немале никакви тегобили, забремениле со прво дете, сега имаат проблем за второто. И во тој момент зборам возраст околу 30 ги диагностицираме со полицистични овариоми. Ова значи дека претходно немале проблем или само не бил диагностициран? Веројатноста дека не бил диагностициран, затоа што тој постои од старт, меѓутоа полицистичниот овариален синдром е во толку многу нијанси, спектарот му е толку многу широк, после бременоста може одредени работи да се потенцираат, одредени да се подобрат. Кај овие пациентки кои што ги диагностицираме, да речам, условно кажано во подоцнежна возраст, веројатно бременоста била тригер за некои дополнителни нарушувања. Така. Кажете ми, кога станува збор еве за деца, рековте дека се со првата менструација, меѓутоа доколку не се лекува практично, кои се последиците по индивидуата? Најголемите ризици се два. Првиот е доколку не се лекува и девојките немаат редовни менструации, тоа е ризик за ендометриален канцер, што е малце контрадикторно на оно што се плашат луѓето од контрацептивите. Меѓутоа, ако една девојка има циклус еднаш годишно, тоа е огромен ризик за матката. И вториот, тоа се оние ендокринолошките или метаболните. Девојките кои што имаат зголемена телесна тежина, кои што имаат инсулинска резистенција, имаат навистина ризици да многу рано во нивниот живот развијат една од оние, да речем, модерните денешни болести, како замастен црн дроб, диабетес 2, тип 2 диабетес секако, меѓутоа и кардиоваскуларни болести. Покачен крвен притисок, срцева слабост и дислипидемија или покачен холестерол. Болеста е стигматизирана на некој начин и сами кажавме во интервјуто дека има проблем индивидуата, практично жената да си признае дека има никаков симптом да се појави на лекар. Дали се покачува свеста во последните години, бидејќи рековте дека 70% од полицистичните јајници, жени практично кои што имаат полицистични јајници, се недиагностицирани? Дали вашето искуство вели дека во последниве години повеќе консултации има со ендокринолози? Мислам дека да, благодарение на интернет, на Google пред се. Меѓутоа, во денешно време има еден тренд во кој што, бар јас лично го имам забележано, имам зборено меѓу себе, ќе кажат да имам полицистични јајници и пример заради тоа имам зголемена тежина и тука се завршува малето. Оправдување некој пред себе се бара? Да, ама тоа е повторно општествената и психолошката стигма на која треба многу да работиме, затоа што проблемот е навистина комплексен, кај сите е многу различен во однос на интензитет, а сепак има начин како да се третира.
Кога доаѓаат кај вас, доаѓаат со конкретни барања за одреден преглед или веќе со диагноза? Дали сте вие практично првото скалило кое што го диагностицира ова? И кој е првиот симптом што ги наведува дека треба да се јават кај ендокринолог? Искрено, најчесто првично доаѓаат заради акне, зголемена влакнавост. Нередовните циклуси им се некако секогаш во позадина, бар на 60% од пациентките. Дали првата диагноза ќе биде гинеколог или ендокринолог, веројатно е пола-пола, негде 50-50. Важно е девојката да биде свесна и да знае дека терапијата што ја зема дека е за нејзино, нели, добро, што би се рекло народни, меѓутоа да знае која е целта. Да знае што ќе биде во наредните 10 години, кој ќе биде планот, кога планира да забремени, дали планира да забремени. Сите тие оние ризик фактори, работи кои што е добро да се планираат секако во животот. Така. Ако добро ве сватив, тоа значи дека помлади девојки кои што се уште не планираат семејство, ви се пациентки. Да. Да. Така. Значи сепак е зголемена свеста на некој начин. Само немаме во Македонија официјални статистики, па нели не можам да зборуваме со бројки. Так. Меѓутоа сепак сте искусен ендокринолог со искуство, така да искуството ваше е побитно веројатно во цел. Нешто што ми е многу интересно е дека кога ќе им се каже дека имаат полицистични јајници, секогаш поврзуваат со полицистични бубрези. Да кажам вака јавно дека е тоа многу различно. Оние цистички кои што се гледаат на јајниците се практично несозреани јајце клетки кои што не ја завршиле својата работа, него напуштиле јајни кои дојдат во матката за да бидат оплодени. Така да не е тоа екстра цисти кои што растат, многу се различни од гинеколошки цисти на овариумите. И да знаат луѓето дека нема потреба да прегледуваат некои други работи, пошто јас сум имала пациентки кои што правеле компјутери, магнети од паника затоа што им кажале дека имаат полицистични јајници. Докторка, за крај на интервјуто имате обемно, меѓутоа времето ни е кратко, еве една препорака до пациентките, меѓутоа и до сите млади жени кои ќе забележат одредени симптоми, каде треба да се обратат? Во зависност од теговите, дали станува збор само за акни, дали станува збор за зголемена влакнавост, нема да сгрешат дали или нередовни циклуси, нема да сгрешат да се јават или на ендокринолог или на гинеколог, меѓутоа мојот совет е без разлика кој е првиот, секогаш да го направат и вториот преглед. Затоа што само така практично ќе добиеме целосната диагностика и целосниот третман. Како совет, веројатно ќе бидам досадна, меѓутоа одржувањето на здрава телесна тежина и редовната физичка активност, секако пропратени со здрава храна, се незаменливи до ден денес. Тука ја нагласувам физичката активност, затоа што таа ја зголемува инсулинската сензитивност, она што ни е проблем кај над 2/3 од пациентите со полицистични јајници. Тоа значи дека не се физички активни? Не, тоа е тренд во општеството, по време на запаѓам јас во него, признавам, меѓутоа физичката активност значи дека подобруваме сензитивност со тоа што му даваме малку одмор на панкреасот, а самиот шеќер директно оди онаму каде што е потребен или во мускулите. И во младите постои навистина пат на физичката активност, што потенцијално во иднина може ќе не представува здравствен проблем како општество. Така. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека дадовме корисни информации кои што ќе ги освестат на некој начин младите жени да направат преглед, без разлика дали во скоро време планираат семејство или не. Вие, почитувани гледачи, останете до програмата на Слободен печат, следите го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.